Многу малку луѓе знаат дека универзитетот како институција се јавува во средновековието. Зборувам во форматот на универзитет. Ние имаме високи школи, да речеме, на истокот, во Византија и така натаму. Но универзитет како структура се јавува во западното средновековие и потоа континуирано се развива до овој стадиум кој што го затекнуваме и во кој што учествуваме денеска. Универзитетот е заедница на учениците и учителите. Буквално тоа е називот на универзитет. Кога ние кажуваме универзитет значи заедница, заедништво. Заедништво на кого? На оние кои што учат и на оние кои што поучуваат. Средновековниот универзитет бил направен според образецот на тогашните гилди, на оние кои што имале различни вештини, способности, занаетчиите и така натаму. Занаетот на тие што биле дел од универзитетот била науката. И како што луѓе пристапувале кон различните занаетчиски групи, така пристапувале кон универзитетот. И во тоа била потребна креативност, била потребна иницијативност за која што нели ја спомнавме. И многу е битно дека под зборот занаетчиство што јас го употребив сега, всушност е превод на зборот арс, кој што не е доволен. Арс е основа за арт, за уметност. Кога зборуваме за 7 слободни уметности, тие се вештини истовремено и занаети истовремено. Значи можеме зборот арс да го преведеме со сите овие збори. Додека скиентија или сциенција, зависи на кој начин го читаме латинскиот израз, е веќе наука. Таа говори за начелата и за принципите на оние нешта кои што ние ги учиме како вештини, како занаети, како уметности. И многу интересно е од таа перспектива да се погледне универзитетот. Универзитетот, особено во неговата историја, средновековниот универзитет, чија што носечка сфера и носечки факултет на тој универзитет бил теолошкиот факултет. Значи, заради тоа се навраќам назад во средновековието, на корените на институцијата која што денес именуваме како универзитет, именуваме уште од тогаш, дека теологијата, а исто така и философијата биле основни науки, основни скиенти од тоа време. Ние денеска живееме во едно друго време, во времето после просветителството, во времето после она поделба меѓу философијата и теологијата, поделба меѓу философијата и науката. Го имаме научниот метод од една страна, од друга страна имаме философијата или философските методи. Науката денеска е многу фрагментирана. Ние денеска што е идеалот во денешното обучување, научно обучување, тој човек да се специализира во некоја област и да стане експерт. Идеалот на средновековниот универзитетски човек било да се биде полихистор, да се биде комплетен интелектуален, реализиран профил на личност. Тоа се многу интересни теми во кои што можеме да се задлабочиме. Знам дека немаме толку многу време, но сакам точно во овој контекст да го поставам прашањето за местото на теолошкиот факултет во универзитетот, покажувајќи на тоа дека присуството на еден теолошки факултет во институцијата именувана како универзитет воопшто не е нешто ново, ниту соблазнително, ниту чудно, ниту необично, е нешто што го има од самиот почеток на постоењето на институцијата универзитет. Теолошкиот факултет, сега веќе пристигаме во нашето време, во кое што живееме, или Богословскиот, православниот Богословски факултет, е членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи, придружна членка, која што целосно ги имплементира сите стандарди, зборуваме за ЕКТС систем, зборуваме значи за сите нешта, ги имплементира сите стандарди на тоа што значи да се биде еден факултет денеска.
со оглед на закон за високо образование и така натаму. Дипломата која што добиваат студентите од нашиот факултет е диплома која што е валидна секаде, универзитетска диплома, и во ништо не заостанува зад дипломите на другите факултети, вклучително и другите универзитети во Македонија. Така што сведоци сме на едно, би го нарекол, реинтегрирање, враќање на теологијата во просторот кој што и е органски, неизин, собствен. Пред неколку дена го празнувавме празникот на Свети Кирил и Методи. Ако се тргнеме од било која, нели, од било кој, како да го наречам, идеолошки контекст, нели, либерално, конзервативно, левичарско, десничарско и така натаму, ако ги видиме просто историските реалии, ние ќе видиме дека Свети Кирил и Методи се оние корени, темели на нашата наука, на нашата писменост, истовремено тоа се луѓе кои што биле црковни луѓе, биле монаси. Исто е со Свети Климент, со Свети Наум Охридски. Значи, ние имаме на фантастична историја на синтеза меѓу духовното и интелектуалното во овие личности кои што се патрони на не само на нашиот универзитет, туку на нашата наука. И секое противпоставување на од една страна, особено на православното христијанство како такво, и универзитетот како институција во која што се стекнуваме со научни познавања, е неприродно. Неприродно за тоа предание од кое што сме дел и од кое што немаме зошто да се оддалечуваме и да бегаме. Тие се синтетизирани, тие функционираат заедно, тие не си противречат едно на друго. Кога реков да ги тргнеме на страна тие идеолошки поделби, ако ние се обидеме да го редуцираме, да редуцираме универзитетската или црковната стварност до некакви идеолошки поделби, тогаш можеме многу лесно да ги определиме половите, да кажеме може ова, другото не може, или обрат. Но ако се свртиме кон сопствената интелектуална и црковна историја, ние ќе видиме дека од такво идеолошко противпоставување на овие две нешта нема ниту трага во нашето сопствено минато и нема потреба да има трага ни понатаму. Тоа што тие можат непречено да функционираат синтетизирано едно со друго.